Анđушев, сепак би се вратили на Тиквеш. Ова емисија е за легендите на ФК Тиквеш. Се враќате од Скопје. Од Скопје и со победа не бидна ништо и мора да останете во Кавадарци. У Кавадарци. Како поминува тој завршен дел од вашата кариера? Фудбалска. Фудбалската кариера тука заврши со Тиквеш, играјќи за Македонска лига до своја 31-32 година. Тогаш се простите од фудбалот? И тогаш се опростив од фудбалот. Ама не застанавте? Не застанав со тоа, него имав желба да стварам млади. Добро. И земав со подмладокот на Тиквеш, правев младинска екипа. И имав една многу добра генерација на младинци. Па Драги Чулев, Коло Лушкин. Да, он Глигоров. Студенот, Блашко Бошковски, на Ганчо Злато, на Ганчо, имаат тие... Таа е второлигашка генерација што ги зборувате. Таа отиде во втора лига. У втора лига, па со они со Вардар у Скопје игравме за младински првак на Македонија со таа екипа. И не победи Вардар само со тоа што ми го исклучи студенот без потреба судијата за да може да не тепат. А ако тепавне, моравме да одиме ние на државно првенство младинци у Југославија. Значи, ова се повторува правилото. Добриот играч може да биде добар педагог, односно тренер. Да, и сега сета таа генерација, и после тоа имав многу младинци створено од тие. Денеска трчаат кои ќе ме видат по шаршија да ме поздрават. Почитување. Како си мајсторе, што правиш, како си. Мајстор Анđушев замина и да формира нов тим. Тоа е тимот на Бор, почитувани гледачи, едно од многу јаките и многу контраверзни тимови кои беа и исчезнаа. Меѓутоа Бор беше многу големо значај за фудбалот во Кавадарци. Па Бор го поврати фудбалот у Кавадарци, Тиквеш почна да пропаѓа. Добро. А ние се собравме тамо едни ентузијасти исто, Лазето Ристов, Целе, како секретар на комитетот, Лазо беше председател на синдикатот, иначе и двајцата вработени беа у комбинатот и ај ќе правиме екипа, ај да направиме комбинатска една екипа, ти ќе бидеш тренер, ја не сакав, не ќе бидеш ли тренер, ај ќе бидам тренер. И така почнаме да собираме екипата и ја формираме добра екипа направиме. Кај трениравте? Тренираме горе на спортскиот центар. А после кога почнавме да се такмичевме, баравме малку да играеме и на травнатиот терен овдека. На големиот стадион. Па имавме сукоби со Блажо Малинков беше на Тиквеш тогаш тренер, па не пушта, па едно чошече зеиме тамо да дуиме, па расправи. И на крајот ние освоивме прво место, а Тиквеш остана, не влези у Македонска лига. Ние влеговме у Македонска лига. Вие сте направиле подобар тим отколку Тиквеш. Отколку Тиквеш. И да правиме фузија, да направиме фузија, да не загине името на Тиквеш, да се вика Тиквеш 2, вака да се вика Росоман, да ќе ја префрлиме едната екипа у Росоман, другата ќе биде вака, политичарите прават некои комбинации. И ајде шо више они притисок, да направиме фузија меѓу нив, кој ќе биде тренер. Фактички вие сте работеле за доброто на фудбалот во Кавадарци. Да. Кој ќе биде тренер, па вика, тренери ќе бидат одбор. Перо Анđушев и Коле Златев. Така е? На наследната Никола Златев. Он ќе биде. Блажо малку се побуни, зошто не е он. Па вика, Коле заради тоа што е син на Наце Златев. Шо има врска бе Блажо тоа? Коле дипломира на ДИФ у Белград. Дипломска работа му е фудбал. Играеше за подмладокот на Тиквеш у фудбал. У Белград кога отиди за Рад Белград играеше. Не е некој аматер што може да биде. На него останува фудбалот. Ја и ти му викам шо иеме бре.
Немаме ништо ни од фудбал. Благодарение на добри тренери што снимале кај што игрееме, па нешто научиме од фудбал. И така една расправија дојди, почнаа да прават некои неубави работи. И една утакмица пред да почне утакмица, ја викам, евија екипата, ја преко врата и си заминев. Крај. Не, Тоа беше крај со фудбалот воопшто? Не. Добро. Крај со тоа почнав после у Габер. Со Габер го водев една година, две, Габер го тренирав. Габер не беше слаб тоа време. Да, у тоа време добри беме и ентузијасти и тамо ваташани и ЦФ. А ЦФ-та беше? ЦФ-та беше прв на игралиште, дојденоше пред нас тамо. После тоа у Неготино отидов. Дојдоа неготинци, да земат, ајде да направиме, ние сакаме екипа да направиме, ќе дојдиш. Тоа после 70 некоја година? После 74-та, 5-та година, која беше. Реку, ајде дојме, слушаме, викам, ја не су чаробњак со стапчи да правиме екипа, реку, ја морам да видам што деца има, да собериме. Така е, нормално ќе ви треба и собрав добра деца, материја. Собрав деца тамо, од Дисан, од Бесвица, не знам од каде, од тие селта направив 25-6 деца, добри тренизи, добри резултати имаме. Кога ви дојат тие играчите стари на Вардар, и они сега да е готова екипа да ја земат. Еден стар фудбалер на Вардар ми беше помошник и Вито од Маране игрееше тогаш у Димирка пие он и се сретнаме веа мајстор чоиш за Неготино чодам. Ајде. Ама вика, вие денеска ти спремат пуч. Кој би ми спремат пуч? Неготинци, вика, сакат да земат екипата. Ја реку, тиквеш го напушти и вие, па реку, Неготино ли? Одма си одам, реку, не чекам ја он да ме избркат, реку. И зарно одам на игралиште за тренинг со Панчето и гледам од управата сите околу игралиште се собираат. И на овој Панче, викам, Панче, вака и вака, вие ќе не бркат, реку, денеска одрава. Кој би ќе не бркат одрава? Па еви му, викам, гледај што се собрани. А вие сите прости селјаци, вика, бе, не знаеш што е фудбал, ни ваков тренер не сте имале до сега у Неготино, бре, вика. Заврши тренингот, вика, ќе имаме мало еден састанак. Шо састанак? Вие ќе, и Панче, вика, станој перо да си одујме. Чекай бе, Панче, чекай да и чуи што ќе кажат, реку, па ние ќе му кажеме, реку, не. Ви подготвени за дискусија? Да. Не, ја ќе го секам, вие од Бесвица, вика, он не појма од фудбал, вика, он ќе ми кажува мене за фудбал, вика, ќе стане и он стана, бам, вратата и си отиде. Ја стана да завршат, не. Му викам, слушате се, ја да ви кажам, ја ќе си одам, немам проблем, реку, со тоа. Не, ама ти ќе останем, ма нема шанса, реку, ја да останам, ја си отиду, реку, само да ви кажам. Последните утакмици, ако не ги купите, ви ќе испаднете од лигата. Ако сте сега толку напред, реку. Овие играчи ќе ви се разбегат. Сите се дојдени ради мене, да научат фудбал, реку. Другите, реку, ќе си одат, ќе немате екипа, реку. Ја толку, реку. Фала ви на тоа, само, реку, сакам да ми кажете кога ќе ми исплатите со Панче, тоа што име, дојди у петок на тренингот тука и ќе ти исплатиме. Одам на тренингот, само 7-8 души на тренингот, играчи нема. Си заминале? Си заминаа играчите. Тој председникот што беше на синдикат, беше председател, вика, слушај, Перо, тоа што ни го искажа поарно беше на сите по еден шамар да ни врзеше, вика, отколку се што ни кажа, се се оствари, немаме екипа, еве сега, вика, у недела да се оставиме. Јордан Милков, или популарниот Граше, легенда на кавадаречкиот фудбал како играч, а најмногу како голман, неколку збора ќе каже за нашиот денешен соговорник, господинот Петар Анѓушек Хорват. Па првен поздрав до вашата телевизија
За Перо Хорват, мислам Перо Анđушев Хорват, нема што да се каже. Од спортски аспект, како родител, како педагог, како тренер. Што ќе кажам, ван нешто што не ќе биде негативно спрема него, тогаш ќе бидам јас спротивно спортот. Тоа е човек за отпочит, кој остави долги години траги во фудбалскиот клуб Тиквеш, односно и надвор од Тиквеш, кој претходно на младите години настапуваше за Вардар Скопје, кој го освои купот, мислам, беше тоа многу одамна, ја беше како дете на Југославија и така. Првите твои средби со Хорват? Првите мои средби се уште од моето мало детство, пребидејќи он ми е тука во близина во комшија. И така да јас од аспект спортски почнав за нив, додам да ја гледам фудбалскиот клуб Тиквеш, времето тогаш кога игра Перо Анđушев, Амкарот, Вуко Каров, и ред да не ги бројаме, неки ми простат, оние другите што нема да ги спомнам како Ице Грозданов и така натаки. После долго време од моето активно играње, он ми беше и како тренер, и како прв тренер, и како тренер на голманите. Само можам да кажам похвални зборови и немам такви зборови златни да ги искажам спрема спортската јавност. И со него беше и во Бор, ако не се лажи. Да, тоа беше по наредба на една личност која не е помеѓу нас, меѓу живите, да идам во Бор, да од двете ФК Тиквеш и фудбалски клуб Бор, од двете екипи една да испадне шампион, така да после се направи една фузија. Се направи ли фузија? Да, да. Во тоа време во ФК Бор имаше прекасна управа и со тоа добра слога и спортско разбирање Бор стигна до тоа место кој што никој не го очекуваше. Многу играчи од Бор отидеа во Тиквеш, подоцна играе во првата екипа на Тиквеш. Да, да. После кога дојде таа фузија, се направи селекција и најквалитетни играчи остана во фудбалскиот клуб Тиквеш. Името на Анđушев е синоним за фудбал. Да, да. Кажав ја за спортот, немам зборови како да искажам пред ова ваша телевизија и така натака. Јас, Перо Хорват Анđушев, поранешен фудбалер и мој тренер, го познавам уште од детските денови кога бев прво во ФК Тиквеш, па потоа заедно го формиравме Бор. За него може да се кажа многу работи. Тој е легенда за фудбалот во Кавадарци. Секогаш спремен со своето знаење, искуство и успешно водење на клубовите во Кавадарци, Тиквеш и фудбалски клуб Бор. Заедно со него го формиравме фудбалскиот клуб Бор во 1978 година и за период од 4 години, почнувајќи од Општинска лига, регионална, втора Македонска лига, влеговме во првата Македонска лига 1983 година. Таа истата година, 1983 година, настана фузија помеѓу фудбалскиот клуб Бор и фудбалскиот клуб Тиквеш кој играше во регионална лига, кој западна во криза. И ние тогаш направивме фузија со фудбалскиот клуб Тиквеш и новиот клуб се викаше ГФК Тиквеш, значи тоа значи градски фудбалски клуб Тиквеш. И Анđушев беше тренер на првата екипа, секогаш спремен и стрплив и знаеше во прав момент да ги направи тактиките и измените за време на надпреварувањето во сезоната. Инаку сите знаете дека Анđушев или Хорват е поранешен играч на фудбалскиот клуб Вардар од Скопје со еден збор интернационалец. Имам идеја оваа пролет да ги собирам сите поранешни фудбалери и управи на Бор, да се дружиме и да се подсетиме на златното време кога се играше фудбал со ентузијазам и без пари. Завршивте со фудбалот? Завршив со фудбалот. Пријатно, нема веќе фудбал. Пријатно, готово е. Колку години имавте кога завршивте со Вардар? Со Вардар кој завршив имав 25 години. Не, мислам со со неготино со кариера. таа тогаш веќе имав Години. 75-6 година. Сепак сте биле млад. Сте можеле да Можев да работам, уште можев да работам, не, али влечеше Тиквеш кај Тиквеш малку да. ништо.
бе толку разочаран од овие од управата и од тие некои што го водеа Тиквеш да уопште и не одев и не игралиште. И не одев на игралиште. Многу луѓе од тоа време не сакале да се вратат на утакмиците, толку разочарани од приликите во фудбалот, односно што го воделе фудбал. Да, што го водеа фудбалот. Тие гледаат само материјална страна од фудбалот што може да искористат. Така. А ја тоа не бев, не сакав. Збогум и до гледање. Пратите ли денеска фудбал? Што се случува се утикваш не. Питам само резултатот како е што направија. Те пали изгубија. Пардон. Да. А иначе друго не. Не ти знам кои играат, нити сум бил на игралиште, не знам колку години не сум бил на игралиште. А кој фудбал го следите? Овој меѓународниот? Овој меѓународниот и овие француска сега што дават на телевизија, енглеска најмногу ја пратам, гледам телевизија. Тенис обавезно гледам. Добро. Одбојка гледам обавезно, чим има ракомет обавезно гледам. Не пропуштам ништо, ни одбојка, ни ракомет, ни фудбал, ништо не пропуштам што е. Ви имате 80 неколку години, меѓутоа и покрај тоа што имате тешкоти и со движењето, вие сепак се движите, имате дух да комуницирате со јавноста, со луѓето и така, да се прошетате по оваа улица. Мора. Која е таа сила што ве тера да? Морам да одам ако како сум оперисан од двата зглоба, ако легнам нече може да станам после. Да залежам, а вака движење, таа мисла ме тера да одам, да движам, да се движам и да. И тој духот не ви е изгубен воопшто. И карактер му е така. И шетам и са бајле, шетам и после ручек. Вие ме гледате са бајле, а после ручек не ме гледате. Ја од 2,5-3 саатот поново шетам низ шијата до тамо и па назад, по 1 саат. Ве познава ли некој на улицата, некој од тие спортски денови? Секако, многу ме познаваат од тие некои постари што ме гледале, некои од овие што сум ги тренирал, што ме гледаат и доваѓаат да се поздрават, да ме питат како су, што су, кај сум. Сега Тиквеш е повторно во една мала криза. ГФК Тиквеш. Како се надминуваат кризите во фудбалот? Имате ли некоја формула или некој совет за било која управа, за било кое време? Како да се игра добар фудбал, да се направат добри утакмици со позитивни резултати? Треба да се створи една добра екипа унатре. Добро. Во фудбалот. Еден спој на тие што ќе го водат клубот и тие што ќе играат. Добро. Во клубот. Да има едно другарство, едно пријателство унатре, да нема лицемерие, да нема вреđање. Ја дојду, дај мора да искористам, ја да земам парите, да си одам. Не. Ако сака да створи нешто, мора ту да се споат тие два елемента, за да може да се направи добра екипа натаму. Ако тоа го нема екипа. Џабе се парите. Не се парите не помагаат. Па ние убор немавме пари. Ја убор премии не му дававме, некој пат ги частевме некој пат по нешто, му дававме некој пат по некој динар награда. Еднаш му викам, слушај деца, у стоковна куќа има многу убави мајци, дресови за тренинг, едно 60-70. Уместо да ви дајме пари да ги купме тие мајци, бивајка мајсторе. Ги купуваме тие за да има горе со меканата диеме. Па кога направивме спој со Тиквеш, кога дојдоа Блажо и Јано Кимов да видат горе што дресови имаме, па вика ние у Тиквеш немаме волку дресови. А ја благодарение на тоа што ги имав многу пријатели надвор, помагаа, даваа пари и од тука купувавме дресови. Па ја крпи од Фотирка Делчево носев по 60-70 пешкири крпи за децата да се бриша таму. Па и още е пријатели тај. И още сум пријател со тие сите. Фала Богу, пријатели у цела Македонија, не у цела Македонија, у цела Југославија имам пријатели. Благодарение на вашиот ангажман, на вашата харизма, на вашата аура, на вашата позитивна енергија што се давале и во фудбалот и надвор од фудбалскиот терен. Затоа.
И нам ни беше мило што дојдовме во вашиот дом да ја направиме оваа емисија, да оставите печат или да се знае дека Петар Ангјушев играл фудбал и тоа добро. Играл ракомет, играл кошарка, играл фудбал во Тиквеш, во Вардар, играл многу добро бил педагог и тренер и на крајот пензијата си ја поминува со оптимизам и со убава енергија. Што ќе ни кажете за крај? Фала многу на посет. И на оваа емисија што ја направите, што оставите да чуат, да видат се што сум дал за овој спорт у градот. А за тоа што дадов, не бев награден, него бев казнет. А времето покажува дека вие сте биле наградени бидејќи сите се сеќаваат на вас. Таа награда нема никој да ја тоа не може да ми го земе никој. Никој не може да го земе. Ама едни од факторите соодветни, од факторите што беа во градот не ме сака. Соодветно не те третирани. Да разберам. Наредија да останам уште една година да понавljам у гимназијата. Кога се вратив од Вардар да ме вртат година дена без работа у градот. Добро. Жената ја запослија одма, а вика за тебе лесна работа, од први, од 15, од први, од 15, а иди војник па се врати, па од први, па од 15 и така ме вртеа година дена без работа. И Ѓоко Настов, Бог да го прости, вика, слушај Перо, ти уште дълго време ќе бидеш без работа, него еле у комбинатот, еден референт за продажба, тебе те знаат по цела Македонија, ќе имаш пријатели, ќе да работиш тоа. Се побуни жената. Каде у комбинатот, они по 6 месеца плата да зимат. Мора и без пари, ќе одам ќе работам, реко инче дома не седам, виќе така. Животот пишува романи. Да. Бидете среќени и задоволни, имате фамилија, имате прекрасна жена, испивме многу убаво вкусно кафе и убава ни е оваа атмосфера со камерманот овде што снимаме. Тоа е впечатокот на животот. Вие ќе останете вечно во срцата на сите. Кога ве гледав 74-та година на градскиот стадион, не ни сонував дека ќе ве снимам. А мило ми е што еве сега на 60 години успеав да ве снимам, вие сте жив и здрав, имате прекрасно сеќавање за се што сте направиле во животот, за оваа спортска кариера, вие ќе имате печат и постојано ќе може да ја ве гледаат. Се најубаво Петар Ангјушев и да се гледаме повторно. Фала многу, да се гледаме, да биме здрави и живи, колку Господ ни дал здравје.